Zašto treba da ga učimo ovo znanje? Akida, verovanje. Akida islamija. Zašto? Prvo, zato što akideto, verovanjeto je baza i temeljot na verata. Baza i temeljot na verata. I dokaz za ova, Allah subhanahu wa ta'ala veli u sura Al Imran, 85. ajet. Što veli? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Koji bara vera druga osven islamot, nema da mu se prihvati. Nikogaš nema da mu se prihvati. I sudnji den ke bide od neuspešните izgubeните. Nemaj podložnici. Ovo ti je dokaz. Zašto? Učime teuhidot, akidata. Zato što, kažavme, je baza i temeljot na vera. Ovo je prvoto. Сега имаме некои 16 вака, да ви давам малце гајлет. Од овде уште 15 имаме. И тука заврши дерсот за денеска. Со овие 16 после продолжуваме со другиот. Малце ќе објасниме на книгата што кажа шејхот тука и за овој дерс завршуваме другата недела. Иншаллах, ако сме здрави и живи, продолжуваме со она што ги имаме остаено денеска. Второ, исправното, затоа што исправното акиде, верување е услов за исправното дело, за да биде делото исправно. Го сватиле ли? Исправното акиде, верување, е услов за делото да биде исправен. Да биде точен, да се прифати кај Аллах субханаху ва та'ала. И доказа овој, Allah subhanahu wa ta'ala veli وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah veli, o Muhammed, objaveno ti je tebe. Како што е му беше објавено на оние пред тебе. Ако бидеш многу божец, овде го имаат преведено тие. Што значи тоа? Овие што имаат обожавано или му е придружувано на Аллах субханаху ва та'ала, некој друг со него го имаат обожавано, сигурно ќе пропаднат делата твои. Како? Сигурно ќе пропадат твоите дела и сигурно ќе бидеш меѓу страдалниците. Хасирин, кажавме, изгубените. Што го кажам, неуспешните. Јасно? Ова ти е второ. Третото. Зашто го учиме ова знаење? Третото е исправното верување е причина, себеп, за човекот да го заштити своето богатство и неговиот крв, неговата душа. Ова е кој ќе имат, ако е во... Немојте да го сватите ова сега погрешно. Сега ќе објасниме што значи тоа. Кога и зашто го имат кажано овој хадис. Посланикот, салаллаху алейхи ва селем, доказа ова, вели посланикот, салаллаху алейхи ва селем, ми се има даено наредба да војувам со луѓето, додека да сведочат дека нема друг Бог кој заслужува да се обожава освен Аллах и Мухаммед салаллаху алейхи ва селем е негов пратеник. И да го клањаат намазот, да го даваат зекатот, па ако тие го прават, то го заштитат со то нивниот живот и богатство, освен со исламското право, а рачунот нивен ќе биде кај Аллах субханаху ва та'ала. Ова што значи? Ова кога имат исламска држава, се работат со овој хадис. Кога веќе е створена држава, и то не од исламот на војување директно. Имаат оние столбовите, што посланик условите ги има дано, кога одит исламската војска во некоја држава. Како треба
да постапит. Прво што правит? Ги повикуваат во ислам. Второ, да даваат джизија. Да даваат джизија. Знаете што значи джизија? Како данок. За да ги чуваат нивните души и нивното богатство. Третото, ако не прифатат првото и второто, тогаш е војната во име на Аллах субханаху ва таала. Ова кога имат исламска држава, не сега. Сега немаме ни една што работи по овие. Точно. Немаме ни една држава што работи по овие прописи точно. Јасно? До овде? После посланикот салаллаху алейхи ве селем велит да го клањаат намазот, да го даваат зекатот, па ако тие го прават то, го заштитат со то нивниот живот и богатство, освен со исламското право. Што значи со исламското право? Кој го сфати тоа? Шеријатот да, ама зошто? По исламското право. Сега тој е муслимане. До овде муслиман, тој сите ги прави овие услови, посланикот вели освен со исламското право. Што значи со исламското право? Илла би хакки ислам. Што значи? Некој, например, муслиман имат убиено некого. Муслиман, друг. Имат убиен муслиман. Што те се имаме кисас? Значи посланикот овде треба, ако не му опростат него, ако не му опрости тој, човекот, што го имат, например, татко му, ако му имат убиено син на негов татко, тој не му опростат, треба со ислам да се убие тоа. Ова е исламско право. Зашто овие имат газено едно исламско право овде, што не смеат муслиман да убиет муслиман. Јасно? Тоа е исламско право. Например, и со оние што се направи ридде во време на Абу Бекр радијаллаху таала, оние што го спречи зекатот, не сака да го дава зекатот. Ова ти е исламско право. Тие клањај намаз, сведоче шехадетот, ама го спречи еден дел од исламот, еден стол битен од исламот, сака да го спречи. Рекој е, додека беше посланикот салаллаху алейхи ве селем жив, требаше да го даваме. Сега умре тој, да го даваме повеќе. И Омер што рече? Што рече Омер? Кога сакаше Абу Бекр да го убие, да ги војуваат ними, Омер му рече: "Ој Абу Бекр, тие клањаат бе намаз, ти сведочи, како ги убиваш?" Хадисот долу ти кажуваат: "Илла би хакки ислам", освен со исламското право. Овие го спречи еден столб, главен столб од исламот, зато треба да ги војувам. Сега имам исламско право. И рече додека да го даваат све што има даено во времето на посланикот салаллаху алейхи ве селем, макар бил тој еден конец, што ги врзе камилите, јас ќе ги војувам. Зашто исламско право. Ова ти е исламско право. Имат уште да се објаснит за ова, ама не сме сега во објаснување на хадисите, него сме за објаснување на теухидот. Ама некои работи треба да ги сватите, затоа ви објаснувам зашто некој од вас е прв пат што присуствува на ваков начин на објаснување. Вие многу се имате навигнато да слушнате општ дерс. Дерсам, маваид. Само оние што се велите насихати, што се даваат или поуки. Не се имате навикнато на ваков дерс. Вие се имате навикнато да се наслониш негде на еден чош од џамијата, да и пуштиш ноците напред и така да спиеш ти оđата кажеш што кажа машалла многу убаво кажа, ама ништо не разбравме кога излеговме од џамија. Така нема повеќе, сега почви друго врсто на знаење. Зашто ова те прави свесен. И ова ти е знаење. Кога ти се објасни на ваков начин, не само дојдеш да се наслони на џамија и пак после оставиме на истите прашања 25-35 години оставиме уште кај абдесот. Прашвиме за истите меселиња. Немат гајле да останеш кај абдесот, тој е главен дел или работа за да ти се прифати намазот, клучот од намазот, немат гајле. Ама да прашуваш пак за истото нешто, или пак истиот човек прашви за истото нешто. Ето што значи? Тоа значи не е заинтересно. Наслонет на зид, машалла, овој знаењето така. Ова се гледат малце
poizmačeno. Znači, treba da si koncentriran, treba da pišiš, treba da pamtiš. Ама ова, иншалла, мислам и се надевам, ако сте искрени со Аллах субхану таала, дека ќе ви биде во корист и во овој дуњалог и во другиот дуњалог. После, четвртото, можда и нема да ги земеме сите, зашто веќе се направат уште малце 2 сати ќе одат, уште малце, некои 10 минути. Исправното акиде е услов за да се стигне до помошта, или како да го помошта на Аллах субханаху ва таала и неговата, и да му се даде победа и зајакнување на верникот или на верниците на една земја. Тамкин фил ард. Аллах субханаху ва таала ги зајакнит верниците што го исполнет верата како што требит, ги зајакнит на една земја кај што живее тие по исправното верување. Allah subhanahu wa ta'ala velit во сура Нур 55 ајет: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah da ne čuva do je. Na onje među vas, berite, koji veruva i koji работеа добри дела, Allah им вети дека ќе бидат поставени халифи, владатели. Каде? На земјава. Оние што веруваат и работеат добри дела по исламот. Allah subhanahu wa ta'ala им вети дека ќе бидат владатели на земјата и ова ќе дојде. Сакаат или не сакаат, ова мора да биде уште еднаш. Морат исламот уште еднаш да го влади земјата од исток до запад. Тоа е Аллаховото ветување и мора да се исполни тоа. После велит, како што беа поставени халифи, владатели и оние пред нив, што биле пред нас. Аллах субхану таала ги имаше направено владатели. После велит, зајакнувајќи ја верата нивна со која е Аллах субхану таала задоволен и стравот нивни јабудунани вала јубеддиланнахум мин баъди хауфихим амна. И Аллах субхану таала ќе му го заменит, овде изгледат овие, не знам и јас да го читам како го имат преведено. Аллах субхану таала велит, го имам земен на еден Куран македонски, ама овие изгледат имат правилно чуда овде. Аллах субхану таала велит ќе му го смени нивниот живот, нивната ситуација, од што од страв ќе ги направи да живеат во сигурност. Јас после веди јабудунани ла юшрикуна би шеја, ме обожаваат само мене. Аллах субхану таала ме обожаваат само мене и не ми придружат мене ортак никого. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Оние што негираат после ова, после верувањето, што се кажа погоре, Аллах субхану таала вели, тие се оние фасики. Фасик што значи? Фасик значи еден што е излезен од покорноста на Аллах субхану таала. Тој е фасик. Што не му се покоруваат на Аллах субхану таала со вистинско покорување. Е тука влегвет некој фасик мој да остане фасик муслиман, што остан вид во верување, имат лоши дела, ама остан вид во верување. Имат фасик неверник. За тука се работуваат за оние што не се верници. После петото, ајде Хамза, ајде издржите сега што да правиме. Издржувајте малце, бисмила. Велит петото, зошто го учиме ова знаење? Затоа што акидето или верувањето е Аллаховото право што му го направи обавеза на своите робови. Доказа ова хадисот од посланикот салаллаху алейхи ве селем, од пратеникот салаллаху алейхи ве селем, што му рече на Муад ибн Џебел радијаллаху таала анхума:
Му рече: "Ja Muad ibn Jabal, da li znaš što je pravoto na Allah subhanahu wa ta'ala prema svojite robovi i koje je pravoto od robovite prema Allah?" Го shvatiste? Dve prava. Pravoto na Allah, što nije trebit da go ispolnime na Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ako nije go pravime to, Allah subhanahu wa ta'ala mu imat napravljeno nego ili mu ima napravljeno na svoje to Allah subhanahu wa ta'ala mu ima napravljeno obaveza na svoje to ذات كيف أفسرها ذات نفسه na svoje to, na svoj nefs, da rečemo, na svoje nestrast. Na sami od toj Allah subhanahu wa ta'ala mu ima napravljeno obaveza neko je nešto što treba da go ispolniti. A to je oprostovanje, to posle će doći do hadisa sallallahu alejhi ve sellem što veli. Allah veli, poslanikot sallallahu alejhi ve sellem reče, koga ga praša taka na Muad ibn Jabal, to je reče Allah i poslanikot sallallahu alejhi ve sellem znajt, najubo. Posle što reče, poslanikot toga što reče, Allahovo to pravo što go imame nije prema Allah subhanahu wa ta'ala je da ga obožavamo samo na Allah subhanahu wa ta'ala bez da mu pridružujemo nego ništo. Nijedan ortak. Pa ako nije go pravime ova, Allahovo to pravo prema njegovite robovi, Allahovo to pravo, čekaj se. On si zmišljal tukaj. Čekaj, če go kažem vaka pojasno. Allahovo to pravo prema nivните robovi, ние što go imamo prema Allah subhanahu wa ta'ala, je da ga obožavamo samo njega, da ne pridružimo ortak. A pravo to što Allah subhanahu wa ta'ala ga ima prema nas, ako ga ispolnimo nije ova, da ne kaznuvat i da ne oprostit. To je Allahovo to pravo. Posle, šestoto, zašto го учиме ова? Zato što повикувањето во вера беше обавезата на сите пратеници. Allah subhanahu wa ta'ala veli во сура Нахл: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala veli: "I nije za sekoj narod isprativme pengamber." Na sekoj narod mu isprativme pengamber. Što mu rečen? Što rekao je tije na svojet narod? Što mu rekao je? Obožavajte go Allah, samo na Allah subhanahu wa ta'ala i izbjegnuvajte gi šejtaните, tagutite. Sve što se obožava, osven Allah subhanahu wa ta'ala. Od njih ima takvi koji gi upati Allah subhanahu wa ta'ala. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ. Imat nekoj od njimi što Allah subhanahu wa ta'ala gi imat upateno, a ima takvi koji zaslužuju da se zaluta, da ode do zaguba. Allah subhanahu wa ta'ala zna prema njihnih srca koji što zaslužuje i kako što to imat nareduma, takav ke bidit. Allah subhanahu wa ta'ala posle ne nauči сега нас, ni davat pouka što treba da pravimo. Koga patuvaš ti vo nekoja zemlja, ne patuvaj samo da se relaksiraš. Ako ti je dozvoljeno patovanjето negde, nemoj da го zaboravaš ова. Fesiru fil ardi. Allah subhanahu wa ta'ala veli: patuvajte po zemljata i gledajte kakva беше казната за лажговците, за другите народи. Медитирajte. Во ова земја, во некои места има живено народи пред нас. Тие што него имаат обожава на Allah subhanahu wa ta'ala, Allah како ги казнил. Размислуј во то. Во овие благодати што ти има дај на Allah subhanahu wa ta'ala, тебе сега, ова не значи кога патуваш негде и да се ослободиш од све, него размислувањето треба да ти е во створението на небесата, на земјата и да му се заблагодариш на Allah subhanahu wa ta'ala за овие добрини што ти ги имаат даено. Седмото,
ne naučimo ova nauka ili ovo znanje zato što ispravното veruvanje je pričina za spasanje od oganot na džehennemot. Istinskoto veruvanje, ispravното veruvanje je pričina za da se spasiš od oganot na džehennemot. Jasno? Veli poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allah mu zabranil na oganot od džehennemot da go gori sekogo koji veli nema Bog koji zaslužuje da se obožava na vistina osven Allah subhanahu wa ta'ala i so to go pobara zadovoljstvo to na Allah subhanahu wa ta'ala. Ovaj hadis će ni dojti posle u knjigata i će se objasniti što znači to nešto velit. La ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, zato što ima dorodeno jedna vrskavo, jedan rivajet vo Sahih Buhari, što se prenesu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, velit, ono što velit la ilaha illallah, khalisan min qalbihi au nafsihi. Što znači to? Khalisan min nafsihi au qalbihi, iskreno od svojeto srce ili od svojata duša. Što znači to? Će ni dojti posle vo knjigata. Zašto? Najloše što se shvatit nešto je ovaj hadis. Ovaj hadis najloše se shvaštat kaj množina od ľuđeto. Zato imam Buharija, go ima preneseno ovaj rivajet. I ovaj rivajet go prenesuva samo imam Buharija na ovaj način, na ova vrsta. Drugi te go ima dajeno po široko, poopšto go ima dajeno, a Buharija precizirat. Precizirat v ovoj rivajet i ke kažeme posle na knjigata. Осмото, не изгледа и уште 8 имаме, Елвис. Машала се имате наслонато таму, ово. Уште 8 имаме. Ова ти е знаење. Ако сакате знаење, ова ти е знаење. Тетрадка, пишиш и памтиш. После, кога ќе дојдеш на другиот ден, треба да ги кажеш. Овие. Затоа што исправното верување акида е причина за да се опростуваат гревовите. За да ги опростите Allah subhanahu wa ta'ala гревовите, верувањето, исправното верување е причина. Велите Allah subhanahu wa ta'ala во еден хадис кудси. Што значи хадис кудси, кој знаете? Посланникот пренесува од Allah. Посланикот пренесуваат од Allah subhanahu wa ta'ala неговиот збор како што го имат речено, само што ова не е Куран. Не се обожават Allah subhanahu wa ta'ala со хадис кудси. Со хадис кудси не се кланјат намаз. Немој да велите некој че го земам овој хадис и че го учам сега на намаз, пошто е Аллахов говор, не. Со ова не се обожават Allah. Ова е Аллахов говор, вистински говор, само што не се обожава Allah subhanahu wa ta'ala со ова. Затоа се разликуваат со тоа е една разлика со Куранот. Хадис кудси и Куранот. Со едното, имат уште разлики други, тоа е друга тема. Само едното ви го кажав сега. А само едното ти го кажав сега. Го напишам? Вели Allah subhanahu wa ta'ala во еден хадис кудси, о Адемов син, ти секогаш кога ме молиш и се надеваш само на мене, ти опростам што имаш од гревовите. Све што имаш од гревовите. Гледаш колку е милостив Allah subhanahu wa ta'ala. После велит, и то не ми е проблем ич. Allah вели вала убали. Вала убали по арапски, како да го преведам баш точно. Убореков не ми е проблем ич. Да. Значи не го земам за некој нешто што ми мој да ме спречи. Ич не ми е проблем. Allah subhanahu wa ta'ala толку е милостив. После велит, о Адемов син, ако твоите гревови стигнуваат, се качат до небо, горе, и потоа велит, ми бараш проска, ти опростам тебе. Allah subhanahu wa ta'ala ти опростам. Замисли, гревовите твои, толку имаш натоварено твојата душа со гревови, до небесата имаш стигнато гревовите. Ако му бараш, му велиш на Allah subhanahu wa ta'ala,
učiniš istighfar toubet i gi oprostit. Sve. I zato nemoj problem ići. Posle velit, o Ademov sin, ti ako mi dođe sve grovovi, so grevovi, vidim se ga, koliko što je zemljata, bi qirabil ardi hataja, koliko što je zemljata. Posle me sretnuvaš, mene, go sretnuvaš Allah subhanahu wa ta'ala sudnji den, bez da mu pridružiš ništo vo obožavanje, ke ti dojdam so proška koliko što je zemljata. I imat nekoj što mu da ti go davat ovo. Imat nekoj što mu da ti go davat. Olkav oprost i olkav milost. Nikoj nemoj da ti go davat. Samo Allah subhanahu wa ta'ala, zato što njegovo to ime je Ar-Rahman. Milostivijat. Subhanahu wa ta'ala. Deveta. Zašto učime ova znanje? Akide. Zašto učime? Zato što akide to, verovanje to je prvo nešto što je obaveza da se povikuva. Prvo nešto što je obaveza da se povikuva ka jedan narod. Kogaš da povikuvaš negde na vera, za da se obožava samo Allah subhanahu wa ta'ala, od kaj ke počviš? Ke počviš od kaj hađat ili ke počviš od teuhid? Ha? Ke počviš od teuhidot. Защото džabe mu je hađat, ako nema zdekvene to i ušte vo vera. Džabe mu je namazot, ako nema svedočeno ušte šehadetot. Sve ova, džabe ti se drugите stolbovi, ako ne imaš prviot, glavniot stolb. I dokaz za ovo je hadisot od Muad, radijallahu ta'ala, koga opratil pratenikot sallallahu alaihi sallam vo Jemen i mu reče, ti ke odiš ka jedan narod, ehli kitab, pripadnici na poranešna knjiga, koja Teurat ili Inđil. Prvo što ke gi povikuvaš, neka ti vidi svedoštото дека немат Бог што заслужува да се обожава на вистина, освен Allah subhanahu wa ta'ala, i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam е Allahov пратеник. Ова ти е деветата точка зашто учиме ова знаење. Десеттата пишите. Затоа што нема да ги поправит последните луѓе од овој уммет, освен што ги исправи првите. Но нема да го поправи крајот на овој уммет, освен она што го поправи тоа што го поправи кај првите. А тоа што беше? Куранот и суннетот од посланикот салаллаху алейхи ва саллем. И доказ за тоа велит имам Малик рахимуллах, нема да ги поправи крајот на овој уммет, освен тоа што го поправи, што ги исправи првите на овој уммет. Нема да го исправи крајот на овој уммет, освен тоа што го исправи кој? Првите. Што ги исправи првите на овој уммет, а тоа е Куранот и хадисот од посланикот салаллаху алейхи ва саллем. Единаестата. Зашто учиме ова знаење? Затоа што наградата или севапот за луѓето на монотеизмот не се спречува никогаш и не е ограничен на судниот ден. Не е ограничен на судниот ден. Значи ова е една голема награда од Аллах субхану ва таала, што никогаш не се спречи ова награда и ниту пак не е ограничена. Севап без граница. Само Аллах субхану ва таала знае колку ти е ова награда и затоа доказ имаме 25 ајет во сура Ал-Иншиқақ. Allah subhanahu wa ta'ala velit إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Но тие што ќе веруваат и што добри дела ќе прават, непрекидна награда ќе ги чека. Непрекидна
награда ќе ги чека. Значи, ова е 11-та точка. Зашто учиме ова знаење? Зато 12-та учиме ова знаење затоа што луѓето на монотеизмот се најубавите робови на Аллах субханаху ва таала. Луѓето на монотеизмот, луѓето на теухидот, што докажува дека нема Бог што заслужи да се обожава освен Аллах субханаху ва таала и Мухаммед салаллаху алейхи ва селем е негов пратеник, овие се најдобрите робови на Аллах субханаху ва таала и то доказ за то 7 ајет во сура Бејина. Allah subhanahu wa ta'ala velit Inna alladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khayrul bariyah. Velit Allah subhanahu wa ta'ala, a tije što veruvat i pravat dobri dela, tije na vistina se najdobrijte suštestva. Jasno? Imamo ušte 3. Zašto učimo ova znanje? Тринадесета точка велит Allah ги чува и ги штити луѓето на монотеизмот, луѓето на таухидот. Allah subhanahu wa ta'ala им помага и ги чува, ги штити. Тие се во Аллаховата заштита. Никогаш нема да се изгубат. Доказ за ова Allah subhanahu wa ta'ala velit во сура Хадж 38 ајет Инна Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu Inna Allaha la yuhibbu kulla khawwanin kafur. Allah навистина ги штити верниците. Allah сигурно не сака ниту еден предавник, не благодарник. Не го сака Allah subhanahu wa ta'ala некој што е предавник и не благодарник. Ова ти е 13-та точка. Зошто учиме ова знаење? Значи верувањето. Зошто учиме акида? Имаме 16 точки. Зашто учиме ова знаење? Зашто е битно да се учи ова знаење? Четрнаестата точка учиме ова знаење затоа што Allah subhanahu wa ta'ala правит за луѓето на монотеизмот посебна љубов во срцата на луѓето. Значи Allah ги прави да се сакани кај срцата на луѓево. И то доказ Allah subhanahu wa ta'ala велит во сура Маријем 96 ајет што велит Инна аллазина аману ва амилу салихати сејаджалу лахум ррахману вудда. Тие што веруваат и правеа добри дела, се милосниот сигурно ќе ги направи сакани. Каде? Во срцата на луѓето. И доказ за ова имаме хадисот од посланикот салаллаху алейхи ва селем исто, што Allah субхану ва таала кога ќе го засака на еден човек, го повикува Џибрил алейхи селам и му вели дека о Џибрил, јас го сакам на филан, замисли да те спомнете Allah subhanahu wa ta'ala на твое име. Замисли да те спомнете Allah subhanahu wa ta'ala, го спомнете Allah subhanahu wa ta'ala твоето име. Ова е благодат што ќе треба да седиш на сежда целиот живот и не можеш да му велиш алхамдулилlah како што треба. Оне што е створител, да го спомнет твоето име што ти си створение, ништо не си. Колку имаат луѓе во овој свет, Allah subhanahu wa ta'ala да го одбери твоето име, да го спомнет кај него и каде, да му го повикуваат најголемиот мелек, најчесниот мелек, што го одбрал за неговата објава, да го прати кај пратениците негови, и Allah да му вели, го сакам на
Abdurrahman, го сакам на Хасан, го сакам на Берхан, го сакам на како му беше името, Хадис. Замислите, ова е благодат голем. Ако мисли човек вака, друго ќе му биде понашањето со Allah subhanahu wa ta'ala. И после Джибрил го прошири тоа каде? Кај мелеците други. И сите почват да те сака, сите мелеци. Колку е бројот од мелеците? Колку е бројот? 70.000 и колку е? А? А? Колку е бројот од мелеци? Без број се. Тие само во едно чабе што е Бейтул Мамур, што е во седмото небо, а? Колку влегвет на ден, вели посланикот саллаллаху алейхи праве таваф и излегвет колку? 70.000. И никогаш не се враќаат истите поќе да прави таваф. Никогаш. Замисли колку е бројот сега. Еднош легвет, од кога Аллах субхана ва таала го има створено то, и ги има створено ними, тие секој ден влегвет 70.000, и излегвет и никогаш поќе не се враќаат кај да прави таваф по чабе таму. Значи безбројни. И повеќе тие после тие почве да те сакаат. И така велит слегвит хаберот веста слегвит во земја. И почвет луѓето да го сакаат. Некој вели добро бе, не сакаат нас овие. Не сакаат неверниците нас. Не сакаат или не сакаат? Не сакаат. То не се зборови за ними. То се зборови почвет да те сакаат луѓето општо, а верниците посебно. А не чекај да те сакаат тие. Тие не те сакаат за твоето верување, ама за твојот ахлак треба да те сакаат. За твоето верување не те сакаат. Зашто ти му веруваш на Аллах, без да му придружиш ништо. Ти му патвиш на сежда на Аллах, ти му патвиш на крстот или на некој камен. Тој не те сака за то. И те војуваат за то. Ама за ахлакот не треба негде да те фатит. Тие на посланикот саллаллаху алейхи не го сакаe, зашто? Кога не го сакаe? На почетокот го сакаe. И му веле емин, најчесниот човек. Најчесниот човек. Што аманетот го ставе, парите ги ставе мушриците кај посланикот саллаллаху алейхи да му ги чува тој. Парите, богатството, све што има е кај посланикот аманет, ти да ги чуваш. Толку беше чесен и вреден човек. Ти го сакаe за ахлакот. Што беше? Надворешен ахлак. Кога му слезе објавата, тогаш ти почна да го вреđа. Не го сакаe оно што слегвит од Аллах. Аллах вели во Куран: "Фinnahum la yukadzibunак." Тие не веле за тебе, о Мухаммед. Не веле за тебе дека ти си лажгов. Ти не лажиш. Не веле тие за тебе. "Walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun." Ама тие со на ајетите на Аллах субхану ва таала не ги веруваат и ги негираат. Ајетите што објавата што слегвит Аллах, тие на Аллах не му веруваат, тебе ти веруваат. Замисли колку бе, значи покварени луѓе. На посланикот кој човек му верува, а на Аллах субхану ва таала, на створителот не му верува. И за ахлакот значи треба да те сакаат. Секој треба да те сака за твојот ахлак. Бил тој верник, бил тој неверник. А за верата е тој немој да те сака тога, затоа додека да бидит како тебе. Зашто Аллах субхану ва таала велит: "Валан тарда анка ал-јахуду валан насара хатта таттаби'a миллатахум." Јаудиите и христијанците никогаш нема да биде задоволни со тебе, о Мухаммед, никогаш, додека да ја следиш нивната вера. Тогаш ќе те засакаат. Ова е 14-та, да не должиме многу со шерхот. 15-та велит: затоа што ние не сме створени освен за да го обожаваме на Аллах субхану ва таала единствен и да го постигнеме и докажеме на вистина монотеизмот, таухидот. Аллах субхану ва таала вели во сура Заријат 56 ајет, што велит: "Ома халактул џинна вал инса илла лијабудун." Не ги створив джиновите и луѓето освен зашто? Мене да ме обожаваат, без да ми придружат ништо. Ова е 15-тиот. И последниот.
последнијата точка. 16 точки имавме. И сега сме во последната. И за секоја од овие имаше точка и имаше доказ за тоа. Да не ми идет после некој во тестот кој ќе му кажам да спомнет некој од точките, да ми иде после да ми без доказ. Со све доказот. Така? Кога ќе му велиш на некого клањај, добро, како да клања? Кој имат речено дека треба да клања? Нема да му велиш него, а треба да клањаш. Убоде, од каде треба да, дека ти велиш? Или Аллах имат речено, и посланикот имат речено, ако е за тебе, не клања. Не сакам да клањам, ти сакаш, ја не сакам. Значи, Аллах имат речено, мора да клања, обовеза ти е, фарз ти е да клањаш. Како што ти е фарз да сведочиш за верата, дека нема Бог што заслужува да се обожава освен Аллах, така и за намазот. Аллах има наредува, има докази за тоа, да, има докази за тоа. Мора да му објасниш на луѓево со доказ. Има некој така наши браќа, влегвид во вера и сакат сега на другите да и учит или на фамилијата и ги стегнет и што му правит? Немојте да слушате музика. Добро зашто да не слушаме? Јас така велам, да не слушате. Кој си ти да велиш да не слушаш? Ако е за тебе, ќе слушам. Знаеш, ќе бегаш, ти сега не слушам, ќе бегаш, ти ќе слушам, ништо. Ти треба да му кажеш зашто да не слуша. Зашто да не слуша, како? Со доказ. Посланикот има речено ова, има забрана да се слушат музика. И да му кажеш доказ, ајетот, хадисите од посланикот, салаллаху алейхи ва салем, така, човекот, рече чим така, ќе прифати, ама не јас велам, ти никој не си. Оно што правите обавеза нешто е Аллах субханаху ва таала, не сме ние. Зато треба да земиме знаење за вера и доказите. Барем еден доказ да имаш за све. Не ти веле никој да бидеш ко Шех Албани, да имаш 1000 хадиси за нешто, или 100 хадиси, 15, 20, не. Барем еден да имаш, за да му кажеш дека посланикот имат речено, Аллах имат речено. Доволно ти е еден ајет, доволно ти е еден хадис, да знаеш за све. 16-та вели, затоа што оставањето на знаењето за монотеизмот е од џехлот, од незнаење, непромисленост и глупост. Слушнавте што реков? Оставањето на знаењето за монотеизмот е од џехлот, од незнаењето, непромисленоста и глупоста. Аллах субханаху ва таала вели во Куран, доказа ова ајетот од сура Бакара, 130 ајет, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Верата на Ибраим ја одбегнува само тој што не е достоен на себе си. Ние него го одбравме на овој свет, а и на оној свет ќе биде меѓу добрите. Значи, да осташ, да не учиш акида, таухид, верување е од глупост. Посебно за еден што му припаѓа на исламот, што му припаѓа на, значи, на групата на муслиманите. И да не читат никогаш за таухид, тоа е од најголемата глупост што може да видат. Знај да читат, Аллах го има научено да читат, му има даено кој да му објаснуваат шејховите луѓево за таухидот, а тој никогаш нема време да најдвид за таухидот. Затоа го ќе објасниме за усулу селаса. Хадисот, вие сите го знаете, хадисот од Џибрил алейхиселам, кога му дојде да го праша на посланикот за исламот, за иманот и за ихсанот. Знаете кога е дојден Џибрил за ова? За овој хадис? Кој знаете? Кога дојден кај посланикот, салаллаху да му каже, сите ние го читаме на почетокот на книгите, така? На почетокот на книгите го читаме. Втор хадис.
90 дена пред да умри посланикот салаллаху алейхи селем. 90 дена пред да умри посланикот салаллаху алейхи селем е дојден Џибрил со овој хадисот да го прави за исламот, за иманот и за ихсанот. После хаџот, последниот хаџ што го направи посланикот салаллаху алейхи селем. Што сака да каже со ова? Сака да каже дека знаењето за верувањето, за акидето никогаш не е доста. Треба да се учи до пред смртта. Никогаш не престане. Замисли, тие цел живот има е војувано за овој ислам, за ова верување. Џибрил му иде за овој хадис кога? 90 дена пред да умри посланикот салаллаху алейхи селем, да го праша за исламот, за иманот и за ихсанот. Цел живот беше војување за иман, цел живот беше војување за тој ислам. То ти каже дека ова знаење од почеток до крај со ова знаење, со теухидот и со акидето. Никогаш не е доста, како што излезе таја, да ни каже, овие оđите само теухид на худба рече, само намаз, само... Да, знаеше таја овој хадис, немаше да го рече тој збор. Немаше да го рече. 90 дена пред да умри посланикот му иде Џибрил алейхи да го прави за исламот. Што е ислам, што е иман, што е ихсан. Значи, ова е последната точка